Скандалозната колумна на активистот Никола Шиндре во која тој ја поттикнува и охрабрува педофилијата, се уште ја бранува јавноста. Текстот во кој активистот на шарената револуција педофилите ги нарекува маргинализирана група, ги подели мислењата на јавноста. Додека едни го оправдуваат неговиот став, други предупредуваат дека сето ова е многу симптоматично. Остра реакција за текстот насловен "Сексуалноста над рационалноста" испратија од првата детска амбасада Меѓаши. Оттаму го прашуваат невладиниот активист дали знае колку деца се жртви на педофилија во Македонија и дали е подготвен да преземе одговорност за секое дете кое ќе биде жртва на педофилија. Најавуваат дека ќе поднесат представка до народниот правобранител, но и дека бараат доживотен затвор и задолжителна хемиска кастрација за педофилите. Да не дозволиме на мала врата преку медиумскиот простор легализација на едно од најопасните кривични дела кои оставаат трајни последици по личноста на детето, сексуална злоупотреба, педофилијата и немаат врска со сексуалната слобода и борбата за правата на ЛГБТ заедницата. Затоа детската амбасада Меѓаши ќе се обрати до народниот правобранител со представка за користење на медиумскиот простор при што се прекршуваат правата на детето. На ова реагираше активистката за човекови права Мирјана Најчевска, која преку социјалните мрежи се нафрли на првиот човек на Меѓаши. Дајте бре, олабавете малку со навалентната глупост и откачете се од скутот на конзервативно-моралистичкиот и популистички посакуван приод карактеристичен за владењето на ДПМН. Пишува во статусот на Facebook Мирјана Најчевска. За целата ситуација реагираше и ВМРО ДПМН. Според опозицијската партија со тоа што СДСМ молчи, на некој начин ги поддржува ставовите на Никола Шиндре. Неосудувањето на ставовите за поддршка за педофилијата од страна на СДС значи прифаќање на ваквите ставови. Одговорноста на СДС како партија која води владата на Република Македонија е уште поголема, бидејќи неосудувањето ќе значи официјално одобрување. Се наведува меѓу другото во соопштението од ВМРО ДПМН. Инаку Никола Шиндре како поднаслов на скандалозната колумна има напишано: во одбрана на најмаргинализираните сексуални заедници, децата кои сакаат да имаат секс и децата кои сакаат да имаат секс со возрасни.